На археолошкиот локалитет Хераклеја започна досега најголемиот проект за доистражување, реставрација и конзервација. Со тоа 1000-годишниот град на Филип ќе оживее и ќе стане актуелен за сегашните и за идните генерации. Средствата ги обезбеди владата, а локалната самоуправа се вклучува со сета логистика. За овој голем археолошки зафат, Стевче Митревски. Започна археолошките истражувања, какви што во изминатиот век не памети античкиот локалитет Хераклеја Линкестис. Но тоа е само еден од 4 големи проекти од програмата на владата, што треба целосно да бидат истражени до крајот на годината, односно, како што велат нашите познати археолози, да започне да оживува мртвиот културно-историски капитал. Тоа е неопходно и затоа што и поблизу еден век вакви активности Македонија се уште нема ниту еден комплекс што целосно може да го понуди пред нашата и светската јавност. Хераклеја ако оживи, ако се ревитализира, ќе се ревитализира по истражувањето, откога претходно и ќе се конзервира, ќе се реставрира, и тој 1000-годишен град кој што живеел, значи, десетина векови и пред нашата ера и по нашата ера, ќе стане и денеска актуелен и жив град за сегашноста и за иднината. Во целосното истражување на градот подигнат од Филип II Македонски, во зенитот од работите се очекува да бидат вклучени 100 стручни лица од секакви профили и околу 500 физички работници. Минатата година, исто така со средства од владата на Република Македонија, имавме едно прекрасно откритие кое што ни го кажа и патот на идните истражувања, тоа е Бедемот, кој што е лоциран на јужната страна од Хераклеј. Всушност тој ќе биде единствената насока во моментот по кој што ќе се движиме на потегот исток-запад. Освен целосната финансиска поддршка од владата, помошта ќе пристигне и од локалната самоуправа, почнувајќи од ставање во функција на јавните предпријатија, па се до на што е во нивна моќ. За нив нема дилеми што значи ова за Битола на овој план, а воедно и за збогатување на имиџот како полноправна членка на Европската асоциација на историски градови, сертификат што во Македонија единствено го има само Битола.